Почитувани присутни, почитувана амбасадорке, благодарам на честа што сте заедно денеска со нас на ова германска инвестиција во Северна Македонија. Почитуван подпредседателе на корпорацијата Гересхаймер, господин Оливер Бургел, кој што сте денеска со нас овде, навистина да го пуштиме во употреба првиот исчекор на Гересхаймер во Република Северна Македонија. Почитувани представници на менеджментот на компанијата кои што сте денеска исто со нас, вице-премиер Битики, министер Филипче, директоре Деспотовски, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Навистина, радосен ден за нас, како што кажа и досегашните учесници на ова обраќање, господинот Бургел, Деспотовски и Битики, радосен и за небото со ова сончев ден денеска, заради тоа што навистина инвестицијата е специфична, од областа на здравството и фармацијата. Инвестицијата е многу важна, заради тоа што не става на мапата на производители на медицински амбалажи, кои што се користат на секаде на светот и како што кажа подпредседателот на владата Битики, навистина не прави држава дел од синџирот на вакцинацијата во светот, заради тоа што оваа фабрика ги произведува токму шприцевите, а секако понатаму и ампулите за производство на вакцините, кои што се многу значајни, веројатно ќе бидат составен дел од нашите животи во многу месеци нанапред пред сите нас. Оваа фабрика ја најавивме 2019 година со тогашниот потпредседател на владата Ангјушев и директорот Александар Младеновски и другите министри, Крешник Бектеши, со голема стреке и радост, затоа што денешното пуштање во употреба на овој дел од инвестицијата на Гересхаймер, навистина, покрај тоа што не става на мапата на земји производители на ваков специфичен вид на опрема, е само еден дел од севкупните планови за инвестирање на Гересхаймер овде во Република Северна Македонија. Сакам да кажам јас исто така дека се работи за инвестиција која што ќе заокружи овој дел со минимум 25 милиони евра. Намерата е да достигне до 400 вработувања. Самото производство кое што овде се произведува е секако за извоз. Платите кои што ги дават на нашите граѓани кои што работат овде се навистина двојни од просечната плата во Северна Македонија. И сето тоа е возможно ако компанијата обезбедува и нови пласмани, и нови планови, реализира, односно ги спроведе своите планирани активности, да во својот обем од 1,4 милиарди евра сега, порасне во следните години до 2028 на 3,4 милиарди евра. Амбициозен план, во кој што за нас, како Република Северна Македонија, значи дека ако успеат тие во своите планови, успеаме и ние како земја, затоа што ова од денеска е домашна компанија без разлика на собственоста на капиталот, затоа што ќе произведува домашно македонско производство. Сакам исто така да споделам тоа што господинот Оливер Бургел го кажа. Навистина сме во интензивни и суштински преговори за следниот исчекор во инвестирање со компанијата Гересхаймер. Ако успееме да се договориме, секако тоа ќе го соопштиме, но ако успееме, навистина ќе биде најголемата поединачна инвестиција воопшто случајна во Република Северна Македонија. Исто така е од областа на медицината и фармацијата. Ќе направиме се, јас, подпредседателот на владата, ТИРС, Агенцијата за странски инвестиции, министрот за економија и сите други ресори со кои што разговараме, да заокружиме пакет на помош согласно Законот за финансиска поддршка на помошта, согласно сите можности кои што ги имаме, како што се можностите за помагање за тренинг, постигање на соодветни експертизи на кадрите кои што се неопходни за ваквите процеси, за да може секако да се потврдиме како привлечна дестинација дури и во текот на самите преговори кои што ќе ги имаме со самата компанија за следниот чекор на инвестирањето. Но отом потом, денеска сме овде да отвориме оваа фабрика. Уште еднаш да кажам дека компанијата Гересхаймер има погони за производство во Европа, Северна и Јужна Америка и Азија,
со околу 10.000 вработени и остварува, како што реков, приход приближно од 1,4 милиарди евра. Секако ова е нивна прва инвестиција во Југоисточна Европа и токму е тука во Република Северна Македонија. Производството е мехатронично, со високо автоматизирани машини. Во компанијата се вработуваат високо квалификувани лица, претежно инженери. Сакам да им честитам на успехот што го постигна, имајќи во предвид со каква криза од пандемијата COVID-19 се очува целиот свет, секако и Југоисточна Европа, и сепак со подносливо задоцнување успеавме денеска да ја пуштиме оваа многу значајна фабрика за Северна Македонија, верувам и за Гересхаймер, овде во Скопје, во технолошко-индустријските развојни зони. Нашето членство во НАТО, нашето унапредување на демократските вредности, владењето на правдата, слободата, сеопштата демократија, но и посветеност на економските параметри и економското постигнување на услови за привлекување на инвестиции, верувам дека ќе не прави и понатаму привлечна дестинација за инвестирање, за која што се надевам ќе го потврдиме тоа уште во следните неколку месеци за постигнувањето на евентуалниот договор за новата компанија. Важно е да споменам дека и во услови на пандемијата извозот и увозот од технолошко-индустријските развојни зони континуирано расте. Завршивме еден квартал кој што е рекорден од самостојноста на Република Северна Македонија или воопшто од кога постојат технолошко-индустријските развојни зони во делот на извозот. Извозот достигна 776 милиони евра, што е за 30% повеќе споредено со 2020 година или 41% поголем споредено со 2018 година. Се надевам дека тој тренд ќе продолжи исто така, која што ќе значи дека само 2020 година имаме услови да ја заокружиме со извоз поголем од 3 милиарди евра, која што е значаен придонес во бруто домашниот продукт во нашето општество, а секако сигурно партиципира и во платите на нашите граѓани. Бројот на вработени е стабилен, а кај дел од компаниите секако континуирано расте вработливоста овде во технолошко-индустријски развојните зони. Дури 60% од компаниите имаат зголемен број на вработени. Нашите заложби и натаму се насочени кон креирање поволен деловен амбиент за успешна реализација на сегашните и привлекување на нови инвестиции. Сакам уште еднаш да им честитам на менеджментот на компанијата, на генералниот директор, на подпредседателот Оливер Бургел, на целиот менеджмент кој што овде од компанијата, за успешното спроведување на оваа прва фаза од инвестициите. Сакам да споделам со граѓаните дека прв пат иновативни елементи на продукти ќе се произведуваат токму од оваа фабрика, која што ќе ги видиме како составни делови на шприцевите и вакцините, кои што ќе се користат во периодот кој што предстои овде во Северна Македонија и во целиот свет, како прв пат важни елементи произведени токму овде од технолошко-индустријските развојни зони во Скопје, во Северна Македонија. Посакувам успех, со надеж дека ќе си подадеме рака и ќе склучиме договор и за следната втора инвестиција на Гересхаймер во Северна Македонија. Нека е со среќа.